На линк повторно имаме Викторија Петровска, која што овој пат ќе разговара со незиниот соговорник од Црвениот крст Арџен Чилјафи. Активности на Црвениот крст во летниот период, бидејќи летниот период, освен што е подготвен за одмори, тој е подготвен и за хуманост, за многу едукативни работилници, за многу хуманост, за многу волонтерски акции, но и поддржување на оние социјални групи. Пред да започнеш, Вики, со разговорот, јас само сакам во интерес на еден наш гледач кој постојано го наметнува прашањето околу крводарителството, твојот соговорник на крајот или на почетокот да го прашаш и околу правата на крводарителите, посебно кои услуги влегуваат во крводарителските услуги. Тој вели дека на времето пред неколку децении сите услуги здравствени влегувале, односно биле ослободени, а посебно за ортопедските услуги и за протетиката. Повелете со вашиот разговор. Добро утро, повтор пат Оливера. Токму така, за активностите на Црвениот крст, особено во летниот период, јас разговарам ова утро со Арџен Чилјафи од Црвениот крст, со кој што утринава повеќе ќе проговориме за сето оно кое што Црвениот крст го планира, односно го остварува токму во летниот период. Чилјафи, ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа. Како сте ова утро? Супер, добро утро најпрвен до вас и до вашите гледачи. Црвениот крст на град Скопје согласно акциониот план веќе действува на терен. 30 волонтери на располагање и нашите волонтери, односно ќе бидат во период од 10 до 17 часот, посебно оваа недела. Топлотниот бран ни е традиција веќе над 20 години. Волонтерите до сега биле на терен веќе 7 дена, ќе продолжат и понатаму. Генерално во текот на денот се предвидени да се делат 1000 шишиња вода. Тимовите нормално ќе се движат на главни автобуски постројки и на оние места кај што генерално фреквентираат постара популација, како што се пазарите, клинички центар, амбулантите и све остало. Ова е една од активностите во одделот подготвеност и действување при катастрофи. Морам да напоменам дека нашите волонтери им помагаат и волонтерите од општинските организации на Црвен крст, Чај, кисела вода, центар, Карпош и Газибова. Така да сите имат една цел, да бидеме поблиску до граѓаните и да превенираме од штетите од топлотниот бран. Функционира ли ова во пракса теренот и колку граѓаните се задоволни од активностите кои ги спроведуваат волонтерите на Црвениот крст и веќе сте започнати секако со сето ова во време на топлотен бран и температури на 40 степен? Како што напоменав, ова е веќе долга акција, долгогодишна акција, традиционална акција, граѓаните нормално препознаваат. Ова е една од мерките кај Црвениот крст што го дава за поддршка на заедницата. Имајте на ум дека 1000 шишиња вода на територија на град Скопје може да е мала бројка, но битно е да се пренесе пораката. Битно да бидете присутни на терен и што е најважно, зашто да не, може да се приклучат и други компании, други општествени одговорни лица и компании и се остало. Така, покрај теренот, тука се базените, градските базени, секако и волонтерите на планина, кои што исто така ги покриваат таквите активности. Кои се области се опфатени? Има ли доволно волонтери Црвениот крст? Црвениот крст на град Скопје секогаш има волонтери, тие се многу битна алатка за нашето функционирање. Без нивната поддршка, нашето функционирање, односно нашата работа не би имала смисла. Во оддел подготвеност и действување катастрофи, како што напоменав, освен тимовите за прва помош и логистика, се и Центарот за безбедност на вода и тимот за спасување на планина. Центарот за безбедност на вода веќе е на 2/3 од летната сезона, исто така над 26 волонтери ангажирани во овој момент на неколку водени површини на територија на град Скопје и градски базен Куманово. До сега бележат на 300 интервенции и 14 активни давеници. Бројката на активни давеници ова година е во позитивна. Значи изборуваме за 14 давеници. Ако направиме некоја паралела од претходните години, ние имаме 1500 интервенции, асистенци и 91 активен давеник, така да бројката е. Но неблагодарно да се каже, пошто секоја сезона си има своји предизвици, така да за сега таа бројка е солидна, условно кажано, и работите на спасителите.
Едно прашање кое ни доаѓа од студио за наш засегнат гледач, кога говориме за Црвениот крст, тука се поврзува и крводарителството. Кои се услуги и поволности им се достапни на крводарителите кога говориме за дарувањето крв? Тука ги споменуваме здравствените услуги, а конкретно овој гледач прашува за ортопедските услуги. По моите информации, тоа може гледачот и дополнително ќе му даеме одговор, доколку користи услуги на државна клиника, сигурно мислам, не сум сигурен, тоа мора да се потврди, сепак има други колеги што се задолжени за таа работа, но мислам дека им е бенефицирано. Ние знаеме досега дека добива 2 слободни дена и услугите што може да ги користат што се под државна капа. За понатамошни дополнителни слободно гледачот може да се јави во просториите на Црвениот крст, ќе ми биде дополнително. Многу ви благодарам за сите овие информации и препораки и токму за вашата работа ќе ја честитам уште еднаш и продолжете да го правите и да го создавате сето она и на терен, меѓутоа и помеѓу жителите сега. Ви благодарам колку толку што можеме да придонесеме во намалување на штетите од овој потомран. Така, ете, се надевам дека доближивме малку повеќе за активностите на Црвениот крст во летниот период и одговоривме на прашањата кои што ги имаат секако и нашите гледачи. Оливера, во интерес на времето, толку од ова линковско вклучување. Ние одовде се одјавуваме. Поздрав до сите вам во студиото. Вие продолжувате понатаму секако сутринската. Така, благодарам за исцрпните информации околу активностите на Црвениот крст.